дека на место приземје плюс спрат плюс подкровје, он има приземје плюс 4 спрат. Плюс 3. Приземје плюс 3 спрата се нагоре. Да. И тоа се 3 споени згради. Јас само, пошто сум градел куќа, знам. Ако е така. Има ли он обезбедено паркинг места? Значи вака, за да се даде едно одобрение за градење, мора да има све. Кој го дал тоа? Секторот за урбанизам. Да ве прашам, да ве прашам само едноставно прашање. 20 и колку стана рекла? 28? Не знам, не села да ви кажам тоа во секторот за урбанизам. Може, добро. Да, може да се направите што? увид. Многу не е убаво во диалог. Сега ние поставуваме прашања, а вие цело време не. Значи 12 стана, еве го местото, еве локацијата, 12 паркинг места има ли? Нема. Дојдете, ќе одиме во урбанизам, ќе провериме што има и како има, како да ви кажам сега. Знаете што? Ама што пријавувате? Место од пасиште, градба. Од каде вода ќе земе? Ние пријавуваме за улица. Ама не може не можам да му забранам да гради ако има одобрение за градење. Слободно. Се сложам со вас. Има да две работи што сега има да ги кажам. Вие сте му дали одобрение, не вие. Вашата говорна служба не е во општината. И подпишал новиот градоначалник, пошто 26.1. Кога постане во подписот, во линијата на подписи. Само ја да прашам нешто. Он добил одобрение за градба. Дали добил одобрение за рушење на објектите постоечки, на улиците, инфраструктурата што е во надлежност на општината Кисела Вода? Дали вие дозволувате како општина да се руши вашата општина? Инфраструктура. Вие да ви покажам што е уништена целата улица. Гледате го мостот. Гледате го мостот. Санира улицата. Немојте ми кажете санира, ќе се направи. Вика да ви санирање, он ќе направи. Од кој ќе ви скршам глава и ќе добиете потрес мозок. Лекар. Џабе ви е санирање. Тоа е. И на вторникот го кажавме дека ќе му се случи ова, дека ќе му се. Вие како општина треба се грижите за вашиот имот. Ова е ваш 20 имот. години не е реновирана улица. Преку 20 години. Повеќе. Значи шајка не е заковано се. Повеќе, јас сум тука 48 години. Ајде кажам. Добро, а ние ти дојде, да прашам. А кој е опасност? Бавајте со нас бе сега, мајте близу нас. Значи да ви објаснам нешто. Да ви објаснам уште нешто. Онде сите џидови попуштени се потпорни, кои што влегуваат у стамбени објекти. Што ќе се случи ако погине човек? Ме прашувам. Ќе го санира, човекот бутел. Овде работници може да бидат. И му реков му вторникот, ќе ти падне зидот, ќе ти погинат луѓе, се смееше. Багеристот копа таму, не дај Боже него му падне. Нели ви е срам бе луѓе? Нели ви е срам ко колега? Нели ви е срам? Зошто мене ми кажувате мене Мене ме блокира, не можам дома да си отидам. Дали јас нисто така. за тоа што се случи? Вие сте символ на Не ме општината пратиле, јас овој сама момент. си Нека дојдов. дојде Јас сум градоначалник. дојдена тука неколку пати. Дали може градоначалникот да дојде да види што се Јас дешава? сум дошла, неколку пати сум дошла тука да видам дали има. Претходниот месец и пол, колку пати дојдовте? Ниеднаш. А ние месец и пол во општина, он 4 мејл. Не е точно, и на мејл сум одговарала. Немаме одговор. Немаме. На мејл сум одговорила. Вие ако немате дојдете ќе ви покажам, на мејл сум одговорила. Па се интернетот лоше, да. Дела не зборови. Не зборови. Ние сега тука сите збориме по малку ломотиме, малку сме подигнати во тонуса. Ама делата тргнете по улицата, тоа е делото. Тоа нас не интересира. Оној мостот ќе падне. Мостот ќе падне. Таму кривината кај што врта десно веќе е излижана, изгребена. Ова е све тазе. Ова е све тазе. Видите, јас уште кога ми се јавија, одма се јавив до фирмата да им кажам да си пратат, да си заштитат. Јас Ама дали не може госпожа 40 тонски камион овде да помине. Не може. Еден месец немаше табла што се гради. Дозвола Значи еден месец. за поминување полицијата треба да даде. Добро. Да му забрани. Значи ако не може тука да поминува 4 тонски или колку тонски, треба полицијата да реагира. 40 А јас тонски камиони. не, јас како градежен инспектор, јас сум таа да проверам дали има дозвола за градење, дали е правосилна, дали оградил, дали ставил табла. Така. Дали ме разбирате? А со уставот, значи секој треба да пристапи до својот имот. Знаете ли ке се имот земате со ова вашето неработење, непрофесионално работење? Му земате имот на луѓето да влегуваат се во своите домови, на другиот да продолжи со гради, на нас ни забранувате да доаѓаме до своите домови затоа што некој битанга со зборови битанга и уништува има што е припаѓа на општината Кисела Вода. Срам ви е како си го чувате имото. Толку имам да кажам.